Ке има дестабилизација, нема да има дестабилизација, не сте ме разбрале точно, погрешно сте ме разбрале, не е таква изјавата, ке има дестабилизација, ќе продолжат инцидентите. Ке има дестабилизација или ке нема дестабилизација? Он викаше ке се подготвува дестабилизација, почна народ да му се смее и ретерираше. Не бе, не сме рекле дека ке има дестабилизација, не сте ме разбрале точно. И кога се случи галате му одговараше тоа, ви реков дека ќе има дестабилизација. Чекај бе. Сам си прави. Абе ти што мислиш, ти будали се сите? Кај е проблемот? За да им објасниме на гледачите како функционира собранието. Во собрание се 58 пратеници. Да. Најчесто пратениците си зимаат еден сектор со кој што се занимаваат. Например, Ковачки бил во АРМ, он си го води секторот одбрана и предлага закони од областа на одбраната и така натаму. Значи ти ако си го ветувал пред избори, Ковачки имал доволно време, имал спремен тогаш закон, требал сега само како пратеник да го поднесе. Толку. Сега не е битно дали Славјанка го поднела истиот закон. Може, на Мицко и тоа му е битно покрај све останато што кажавме. Не, окей. Му е важно и тоа. Окей, ама се да правиме. Поените кајмакот он ќе го земе. Па владата ќе ги земе. Владата ќе земе затоа што владата ќе исплати, ќе се реши проблемот со собраниците, 20 години не е решен. И ќе ги добие политичките поени он. Но проблемот е што он веројатно не сме. Ако не сме, излези и кажи зашто. Дали сега на граѓаните им е јасно зошто денеска има така многу јака полициска акција, која што не е воопшто полициска, него е попис на фирма. Ова е само една од причините. Дали сега на некој му е јасно? Значи овој срам мора да го перат со нешто. Со шо ќе опереме? УЈП контрола ќе прави фирма у Струмица. Многу јако. Ајде да видиме сега, да почнеме маце, да видиме вчерашното интервју на Мицкоски и да видиме колку Мицкоски лаже. Ајде да видиме првен. Само да му кажам со дестабилизација. Само да му кажам фала на колегата Ландов за тоа што настои да ги користиме и сечоците од интервјуто. Ајде да видиме. Инциденти ќе има. Напротив, мислам дека погрешно го цитирате министерот за внатрешни, тој рече дека нема индици за загрозување на безбедност. Очекувано е се тоа. Јас го најавував се тоа и ова ќе продолжи. И јас во минатото често пати зборувам дека ситуацијата во моментот е стабилна и дека таа ситуација е таква каква што е. Очекувам дека овој изолиран инцидент ќе заврши тука и дека ќе престане. Не верувам дека ќе има можности за било каква дестабилизација. Инциденти ќе има. Напротив, мислам дека погрешно го цитирате министерот за внатрешни, тој рече дека нема индици за загрозување на безбедност. Очекувано е се тоа. Јас го најавував се тоа и ова ќе продолжи. И јас во минатото често пати зборувам дека ситуацијата во моментот е стабилна и дека таа ситуација е таква каква што е. Очекувам дека овој изолиран инцидент ќе заврши тука и дека ќе престане. Не верувам дека ќе има можности за било каква дестабилизација. Инциденти ќе има. Напротив. Ке има дестабилизација, нема да има дестабилизација, не сте ме разбрале точно, погрешно сте ме разбрале, не е таква изјавата, ке има дестабилизација, ќе продолжат инцидентите. Ке има дестабилизација или ке нема дестабилизација? Абе Мечка пак ќе кажам бе не се најавува дестабилизација. Абе не се најавува. И дали све што не ти одговара е дестабилизација. А ако е све добро, стабилизација. Поплави ги има дестабилизација. Ова ќе има чекеве кои си ти. Не, чек. Значи премиер си на држава бе, ова е несериозно. Види. Он викаше ќе се подготвува дестабилизација, почна народ да му се смее, да го дупат за тоа дестабилизација. И сега покажа еве дестабилизација. И ретерираше. Не сме рекле дека ќе има дестабилизација. Не сте ме разбрале точно. И кога се случи галате му одговараше тоа, ви реков дека има дестабилизација. Абе може и сам прави. Чекај бе. Сам си прави. Абе ти што мислиш, ти будали се сите? Ама што прави сам бе? Сам си прави. Ништо не прави. Интересно да му е. Мислиш дека он е паметен тоа да направи? Врска нема човекот. Му се погоди тоа у галате. А како атентатот пред Мавровка кај што беше измисли. Дека атентатот е наменет за него некој ќе го убивал.
Не, ама не сте ме Па разбрале. пари да му дадеш на Види, некој нема да го убие, ве, кој сака, мислам, зашто некој да се замара да го убива Мицковски? Ви со Заев ни беше интересно, со ова ем досадно, ем монотоно, ем глупости прави. Да не можеш да... А од глупост Ај до сега да глупост. видим. Ај да видиме што е следно. Следно е, пушти го тоа на Вибер што ти го пуштив за Африм Гаши. Значи ова идеме како што се случува на станите и како што Благој идеше. Стаменко, мечка не викај толку, детето ми го разбуди. Значи тоа на Вибер што ти го пуштив, Брат кој што намали. збори за Гаши. Гледаш, не, дека и ти викаш? Минута и 9 секунди е видеото, каде што нашиот врховен лидер и ајатолах објаснува дека Не, Гаши, го пуштивме? Уште не е пуштено. каде што објаснува дека Гаши немал таква намера, а Гаши сам кажува што Дека му и била да, намерата да и си што ја кажува. што направил. Ама чекај бе, Мицковски толкуваче на сите. Панче, не знам, сакал да каже ова, сакал тоа. Овој Гаши сакал... Он кажал, ама сакал да каже ова. Што е он, толкувач на министрите негови? Мечка не викај, до плетвар се слуша. Не. Ти го селектирав кој е. Па да слушнати на плетвар. Дали го рентам студиото? Зашо? Не. Може да му изрентаме само на Мицика. Сам да седне тука со мечка, нели рече ти двобој дека Абе сакаш. на телепромптер може да му ги пуштиме прашањата. Не, така е. На телепромптер ќе му ги пуштиме прашањата, нека ги чита и нека ги одговара, никој не мора да има студио. Да. Само ако се плаши, до толку. Ајде пушти. Ајде да видиме. Јавноста вика секогаш помалите риби ги јадат, овие поголемиве ги јадат помалите риби, зошто му одговара полицајецот, а не тој што му дал наредба, пример, да отиде на аеродром. Видете, не е точно дека полицајецот одговара или тој што му дал наредба да отиде на аеродром, прво тој не му дал наредба да отиде на аеродром. Ја само интервенира во делот да се смират ситуациите, да не се направи дипломатски инцидент. Сосема друга беше постапката. Моето обезбедување отишло да се смири ситуацијата. Тој Африм Гаши кој што јас го познавам, такво нешто не само што не би направил, не би ни помислил. Африм Гаши кажува дека го испратил обезбедувањето за да спречи поголем инцидент на аеродромот и Мицковски вика не е точно дека Африм Гаши го испратил обезбедувањето. Јас лично го познавам тој човек. Не, на Наталија викам да ги чита коментар. Да. Јас лично го познавам тој човек, тој никош не би направил такво нешто. Африм Гаши утре дента на 2 август излезе и кажа дека он го пуштил обезбедувањето на аеродром да интервенира за да спречи поголем инцидент. Значи, оставите го Мечка нека си вика, може дома од Наталија не доаѓа до збор, ха, не. Не ме правите толку лоша. Не, бе. Никола Се Г. надвикуваме. Никола Г вика пуштете го цело видео, а не го сечете Мицковски. А кој да го сече? Сакаш стварно Па нека го пуштиме? гледа, Чек, ама чек, прека чек, го гледаат не, ја ќе подкастот се- на... Чек. Не. Никола Г, подкастот е на Прва ТВ, тоа е YouTube Кај канал Ландов, да. на колегата Кристијан Ландов. Таму го имаш целото видео. Оди глего и не ме замарав дека. Не, ама има и пострашно. Има и пострашно. Јас ако сакаш ќе се качам догоре од лаптоп, ќе го испратам целиот исечок од 1 минута. Чекај Во целиот исечок од 1 минута, знаеш што вика Христијан Мицковски? Човек, Боле да- 4000 луѓе не гледаат, збориш со еден човек кој што Не, да, ај, готово. Во иста реченица А, кажува дека не верува дека Африм Гаши го испратил обезбедувањето и после вика еве и јас можам да го испратам како Африм Гаши обезбедувањето и не можам да одговарам за тоа што обезбедувањето ќе го направи. Не. Христијан рече, Мицковски одрече. Јепи Значи Христијан точно е дека може да го испрати обезбедувањето, он има овластување да го направи тоа. Толку. Тоест нема директно овластување, он нема овластување да им рече на полицајците иди таму.
он има овластување да му се јави на директорот на БЕБ и да му каже, или на началникот на шеста, и да му каже Да видиш што е работата. да ја смени наредбата, толку. Ајде да видиме за уставобранителите. Што е проблемот овдека? Ајде. Миско по секоја цена сака да го одбрани Африм Гаши од кривична одговорност. Кривичната одговорност кај Африм Гаши е во тоа што човекот постапил спротивно на закон, дал наредба, полицајците направиле што направиле, и по истата правна логика, за кој што има и преседан, по истата правна логика по која што се теретеше бившиот председател на собранието Трајко Велјановски од страна на обвинителството, кој ја дал наредбата за отварање на вратите во собранието, бидејќи таму вратите во собранието ги отвараат и ги затвараат полициски службеници вработени во МВР се тие, што го чуваат собранието. Кој ја дал наредбата на полицајците во собранието да отвори вратата е исто кривично дело како и кој ја дал наредбата на обезбедувањето на председател на собранието да дојде на аеродром и да репетира пиштол. Тоа е исто. Значи Мицкоски по секоја цена се труди да го одбрани Африм Гаши, а Африм Гаши пустиот не знае уште кај се наоѓа, излага на телевизија и кажува: "Не бе, ја го испратив обезбедувањето за да ја смири ситуацијата." Значи Африм Гаши самиот признава дека го испратил обезбедувањето на аеродром, што е спротивно на закон, значи е кривична одговорност. А Мицкоски вика не. Африм Гаши не го направил тоа. А самиот Африм Гаши вика: "Ја бе го испратив. Ја сим дав наредбата одат." Самиот Африм Гаши го кажува тоа. И Мицко го брани. Абе, пуштете му кривична, нека иде нека се објаснува у собранието му. Што го браниш? Човече, 58 пратеници имаш. Со знам имаш 64. Со левица имаш 72. Со СДСМ 88. И толку. Решен Што проблем. ти е проблемот со овие од Влем? Абе, појага ќе ти биде политичката позиција ако ги стиснеш. И ќе доби нареден мандат. И нареден мандат ќе добиеш. Ако Што за ти е вакви проблемот со прашања? Влен не си јасен на народов? Овие Влен ти го направија тоа што Дуи му го правеше на СДСМ ама 7 години. Тебе Влен ти го прави за 70 дена. А ти немаш потреба да ги трпиш, да ти прават такви грешки. Значи немаш потреба, ти имаш бројки. СДС немаше бројки. Мораше да ги трпи Дуи. Ти имаш бројки. Нема потреба да ги трпиш, да прават глупости. Човек, што е проблемов? Јас тоа прашувам, што е проблемот? Зашто го да? Зашто си заложник? Што не ставаш сите заложници? Што му е проблемот? Кажи. Абе, Ќе ти човек, помогнеме сите. Оди таму, нека си оди обвинител, нека го викне на разпит. Што правеше ти бе, зашто си го пуштил тој? Нека се расправа Гаши. Така е. Што имаш ти да го браниш Гаши? Политичката одговорност е негова. Стварно не му е глупо кога вака да се види на вести било каде како го брани Гаши, нешто што не се брани.